Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме пијадина лед. Питарките се секогаш забавни за јадење и забавни за правење, а овој вид италијанска питарка е изненадувачки лесна. Можете да ја направите за многу кратко време и питарките можат да бидат здрава алтернатива на рецептите за леб од тешко тесто. Да започнеме со састојките. Ќе ви треба 500 грама брашно, 75 грама путер, 200 мл топло млеко, половина кафена лажичка прашок за пecivo, половина кафена лажичка сол. Прво ќе работиме со брашното во садот за мешање. Сеењето на брашното од поголема височина секогаш му дава полесна текстура на тестото. Направете дупка во средината на садот и во неа ставете ги путерот, солта и прашокот за пecivo. Овде користиме путер, но во класичната верзија на овој рецепт се става свинска маст. Време е да го ставиме и топлото млеко. Можете да ставите и вода, но млекото дава побогат вкус и текстура. Полека си повајте го млекото и мешајте ја смесата и кога ќе го сипете целото млеко, можете да почнете да ги спојувате. Превртете го тестото на кујнската површина и почнете да го месите. Месете го со двете раце додека не добиете мазна и рамномерна текстура и тестото веќе не ви се лепи за рацете. Завиткајте го тестото во најлонска фолија и оставете го да отстои 30 минути. Откако тестото ќе отстои, одвиткајте го и сечете го на 4 парчиња. Размесете ги парчињата уште малку и исукајте ги во крупчиња. Потребна ни е дебелина нешто поголема од половина сантиметар. Време е за грил. Загрејте ја грил тавата на многу силен оган и потоа ставајте ги парчињата тесто во неа едно по едно. Издупчете ги со вилушка од едната страна за поубаво да се испржат. По 2 до 3 минути свртете ги од другата страна. Можете да видите дека лебот малку заруменил. Време е за сервирање. Едноставно ќе исечеме питарката на 6 парчиња и ќе ја сервираме со зеленчук и сирење пржени во грил тавата. Пиперки, тиквички, сирење и суви домати. Пијатина лебот традиционално се сервира преклопен со мноштво различни филови. Зошто да не го пробате со печурки и павлака или пак со стопено сирење? И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!